Добро вечер. Започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Паника во светот. Немаше Facebook половина час. Детален план за поранешниот дом Мирка Гинова. Улогата на младите и медиумите. До кога ќе врне и грме? Со 1 час за доцнување започна седницата за избор на новата влада. Меѓу 69 пратеници никој не беше против точката за изборот на новиот владин кабинет. Мандатарот Никола Груевски пред собранието ја образлага програмата за работата на идната влада. Зголемување на економскиот раст, вработеноста и унапредување на животниот стандард на граѓаните, членството во Европската унија и НАТО, неселективната борба против корупцијата и криминалот, добрите меѓуетнички односи и развојот на образованието и информатичката технологија се 5 стратешки приоритети на новата влада, која ја предложи мандатарот Никола Груевски. На почетокот на ова, согласно деловникот, временски ограничено експозе, дозволете ми на сите вас, пратениците од овој нов парламентарен состав, да ви го честитам изборот и да ви посакам успех во извршувањето на вашата работа и обврските во следните 4 години. Честитката подеднакво е упатена и до вас, присутните пратеници, и до оние кои заради политиките и интересите на партиското раководство одлучија денес да не следат преку медиумите, и за кои, верувам, набрзо ќе се вратат во оваа сала, за која толку многу ги молеа граѓаните да им ја дадат таа шанса, и тоа само пред околу 2 месеци. За денеска закажаното рочиште од судскиот процес за клевета и навреда на Никола Груевски против Зоран Заев е презакажано за 3 јули. Заев на рочиштето дојде со 6 адвокати кои донесоа обемен доказен материјал кој на судот му беше доставен денеска. Адвокатите на Заев бараа судот да ја одложи граѓанската постапка се до правосилноста на кривичната постапка за случајот Македонска банка, која е веќе поднесена во јавното обвинителство за организиран криминал. Бранителот на Груевски, адвокатот Никола Додевски, не се согласи со овој предлог и посочи дека граѓанска и кривична постапка се 2 различни постапки за кои се одлучува пред различни судови и едната не влијае на другата. Додевски изјави дека доказниот материјал веќе му бил познат. Денеска во судот се појави Зоран Заев, лидерот на СДСМ, но не и Никола Груевски, лидерот на ВМРО ДПМН, кој бара одштета од 500.000 евра за навредата и клеветата во случајот Македонска банка. Доколку малку после 10 часот денеска се обидовте да се вклучите на вашиот Facebook профил, сигурно забележавте дека нешто се случува, тоест дека ништо не се случува. Најголемата друштвена мрежа падна насекаде низ целиот свет и се случи паника. Што ќе се прави без него? Маја Богоевска. Утро во паника во светот. Facebook не работеше повеќе од половина час. Околу 10 часот утрина во Facebook падна, а корисниците изненадени што не можеа да се логираат на својот профил. Оние што се обидоа им излезе пораката: извинете, нешто не е во ред. Не работеа нити препораките и лајковите поврзани со други страници и таму се појавуваше истата порака. Facebook не се огласи се уште која е причината за краткотрајната недостапност. Со оглед на тоа колку оваа мрежа заработува од огласи, половина час недостапност во цел свет ги чинеше $500.000. Некои од интернет страните се пошегуваа на сметка на Facebook зависноста. Компанијата Facebook денес одлучи да испита колку зависници од оваа социјална мрежа има во светот, па го исклучи на половина час. Ако ве фати паника, знајте дека ви нема спас. Единствените кои беа среќни заради ова и се насладуваа беа твитерашите. Првата причина заради која го правеа тоа е што самите фейсбукаши први дојдоа на Твитер да се пожалат дека нема Фейсбук. На Твитер веднаш почнаа да се појавуваат иронични и смешни фотографии, исмејувајќи ја ситуацијата. На хаштагот Facebook Down пак твитерашите досетливи како никогаш досега. Еве неколку од твитовите. Пад на Фейсбук, слобода на народот. Продуктивноста во светот е зголемена за 59% од како пад на Фейсбук. Епа, сега кога Фейсбук е офлайн, што да речам, се чувствувам некако ослободена. Сега бидејќи Фейсбук падна, ајде да одиме во природа, велат дека не е лошо таму. Ова е прв пат Фейсбук да има технички проблеми во толку голем обем и прекин на работата, кој траеше подолго од неколку минути. Марк Цукерберг, основачот и извршен директор на компанијата, своевремено изјави дека оваа друштвена мрежа никогаш нема да падне и никогаш нема да прекине со работа.
По вчерашното невреме и денеска обилен дожд во Битола, иако траеше кусо, сепак предизвика моментални проблеми. Од понеделник до четврток сончево, од четврток повторно дожд. Оливера Михајловска. Вчера попладнето што вели народот, небото и земјата се споија. Силен дожд проследен со ветер и грмотевици го тресеа градот, какви што беа и најавите на метеоролозите за овие денови. Променливо облачно со поројни врнежи од дожд и грмежи на места во форма на невреме со појава на град и засилен ветер, особено во попладневните часови. Температурата ќе се движи од 17 до 31 степен. Денеска па времето што велат старите, како луѓето, од припек сонце до пороен дожд, да не знаеш што да облечеш. Облаците и дождовите доаѓаат од запад. Денешните врнежи ќе бидат помали од вчерашните, утрешните од денешните. Стабилизирање на времето можеме да очекуваме од петок, кога се очекуваат врнежи само во предпладневните часови. Од сабота можеме да очекуваме целосно стабилизирање на времето кое ќе трае во текот на наредната недела. Од понеделник до четврток стабилно, сончево и топло време, за пак другиот четврток да не заврне. А како изгледа моментот кога силно врне, а шахтата не ја собира атмосферската вода? Еве што ќе гледате во продолжение. Орден за романскиот почесен конзул. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Подготвителното судско рочиште по тужбата за клевет и навреда која премиерот Груевски ја покрена против Заев е одложено за 3 јули. Мандатарот Груевски пред пратениците изјави дека на новата влада главна водилка ќе биде добробита на граѓаните, развојот на Македонија и ќе работат посветено, честно, искрено и транспарентно. Повеќе од 4000 граѓани лани поднеле представки до народниот правобранител, а најчесто се жалеле на проблеми во судството и со потрошувачките права. Поради лошите временски услови, врнежите кои ја зафатија Македонија секојдневно го намалуваат квалитетот на житните култури, посебно јачменот, што ќе доведе до тоа да се редуцираат приносите. Припадниците на грчката крајбрежна стража спасиле 32 лица од брод кој тонел североисточно од Леспос. Денес 89 годишникот е осомничен дека учествувал во убивањето на стотици илјади луѓе како чувар во нацистичките концентрациони логори. Уапсен во САД, Германија бара негово испорачување. Конечно почна санацијата на свлечиштето на Пелистер, кој неколку години представуваше опасност за минувачите кон Копанки, хотелот Молика и сите оние кои одеа нагоре. Граните изведувач на работите преку Агенцијата за државни патишта. Оливера Михајловска. Се санира свлечиштето на Пелистер кое 4 години, посебно во зимскиот период, беше опасност и за сообраќајот и за пешаците. Овој пат е единствената врска на градот со детското одморалиште, хотелот Молика, домот Копанки и другите места на Пелистер, каде често посетители одат. Па секако дека ќе значи голема можност да се надминат негативните мислења кои постојаа дека не може да се дојде лесно на Пелистер. Санацијата,
односно активностите ги изведува Гранит на терен, што потврдува Агенцијата за патишта надлежна за овој патен правец. Работите треба да завршат по проектната документација за 6 месеци. Конкретно се офатено клизиштето со подпорен зид, а има проектот со шипови, бетонски шипови, армирано бетонска плоча и подпорен зид. Сега моментално се изведуваат работите, земјени работи, припрема за бушење на шиповите. Моментално ќе се изработува накнадно проект за патот. Сега нашата работа е изведба на подпорниот зид. Сите кои се чести посетители на паркот задоволни што овој горлив проблем ќе се реши. Идеме често овде Пелистер и не беше баш толку безбедно на овој дел од па сега еве го после толку години дојде да се санира. Но тешко, многу тешко, не може да се управува. Плюс тука одрони се лизга, тесно не може да се размени со друго возило. Инаку зимата 2010-та, овој одрон долг 30 на метри од левата страна на патот кон детското одморалиште се случи како резултат на влагата и растреситото земјиште од топењето на снегот. Кога се случи од Националниот парк Пелистер и Македонија пат, први на терен изврши обележување на местото со цел избегнување на несреќи. На местото на поранешниот интернат Мирка Гинова се планира да се изгради станбено-деловен објект. Нацрт планот за него денес беше на јавна презентација. Маја Богоевска. Деталниот урбанистички план за североисточна стамбена зона Триаголник, блок 2, денес беше на јавна презентација. Се работи за поранешниот средношколски интернат Мирка Гинова, а опфатот е 1,6 хектари. Денеска ќе има презентација на планот. Инвеститорот го финансира изработката на планот, Советот на општина Битола ќе го донесе истиот, ако евентуално е успешна оваа презентација и анкетата која ќе трае до 3 наредниот месец за граѓаните кои живеат во тој дел од градот да ги дадат своите забелешки или евентуално мислења во врска со проектот кој ќе биде понуден на денешната јавна презентација. Се планира да се изгради стамбено-деловен објект. Стамбено-деловен проект, колективно домување, сигурно дека ќе има и деловни објекти во приземјето на истиот. Габаритот на објектот е истиот, основата е иста, висината се менува и има две нивоа. Од страната на зградата со која граничи се испочитува законските обврски, а од другата страна е во висина на околината околу него. Откако ќе заврши јавната анкета, нацрт планот ќе оди во Советот, откако предходно стручните служби од Оделенијето за урбанизам ќе ги разгледаат сите забелешки од физичките и правните лица, а сите оправдани забелешки ќе бидат вградени во планот. Почесниот конзул на Романија одликуван со орден од романскиот председател. Орден како награда за почесниот конзул на Романија во Битола деновиве беше доделен лично од романскиот председател. Во врска со конзулатот во Битола за мојата долгогодишна работа и бев страшно изненаден, примен од председателот на Романија, контактирано со владата на Романија, така да ми представува посебна чест, ова радост можам да споделам со вас. Конкретно не било прецизирано, но имало заслуги и секако планови во делот на стопанството. Очекуваме една соработка поголема, очекуваме Стопанската комора на Румунија да дојди во Македонија. Пред се сака да отворат една канцеларија за економска и трговска соработка со Македонија и понатаму мислам дека работите ќе се одвијат уште подобро. Градоначалникот рече дека ова не е орден само на почесниот конзул, туку на цела Битола која ја гаи традицијата на конзулски космополитски град. Значи, нашиот почесен конзул е еден од најбавите примери за одлична соработка, што е одлика и на останатите наши конзули и почесни конзули во градот, со што мислам дека тоа е една многу голема придобивка и за Република Македонија, а се разбира најмногу пред се за општина Битола. Иако Битола нема збратимен град во Романија и на таа тема Талевски вели треба добро да се размисли пред да се направат одредени посериозни чекори. Талевски потсети дека голем е интересот на многу држави во делот на она што Битола го нуди и после летните одмори планираат посериозна кампања на промоција и понуда.
Како преку медиумите да се информира јавноста за младинските прашања, како младите преку медиумите да бидат слушнати и како да ги користат тие медиуми за пристап до правилни информации кои би им помогнале за приватно и професионално усовршување. На оваа тема Together Македонија со поддршка на програмата на Европската Унија Млади во акција ја организираа оваа работилница. За медиумите, за комуникацијата, за слободата на изразување, за слободата на говорот, каде е границата, до каде се почитуваат, а од каде се нарушуваат човековите права. За сето ова, младите од повеќе европски земји се стекнаа со вештини и знаења за тоа која е нивната партиципација во телата кои ги донесуваат одлуките кои се однесуваат на младински прашања. Ова размена, младите ќе се здобијат со вештини и знаења. Како, користејќи ги медиумите, независно тоа дали се традиционални медиуми или она што го знаеме како телевизија, радио или новите медиуми, социјалните медиуми, да влијаат во средините каде што живеат, во нивните градови, во нивните земји. Треба да воучат разликата и важноста на слободата на изразување, меѓутоа и говорот на омраза. Придобивките од програмата Млади во акција за младите во земјава и Европа се од голема важност, се сложија дел од учесниците на денешната работилница. Тука сум на ова размена која што се вика гласот на младите, затоа што верувам дека ние младите може да направиме промена. И очекувам преку ова размена да воспоставиме контакти за да може да направиме подобри проекти со кои што ќе може да направиме некаква промена. Работилницата денес ни е за комуникација и медиуми и верувам дека ќе биде доста интересно заради тоа што тука сме од неколку земји и во секоја земја сигурно има различни закони кои што се однесуваат на цензурата, на слободата на говорење и верувам дека ќе размениме искуства кои што ќе ни бидат од корист. Дојдов тука затоа што сакам да го видам Охрид, Македонија, да запознам нови луѓе, да научам нешто повеќе за социјалните медиуми и секако да уживам позитивната енергија. Не можам да направам споредба на медиумите од Словенија, можеби со другите европски земји, Македонија, затоа што не секаде добро ја познавам каква е ситуацијата, меѓутоа она што знаме дека медиумите се од голема важност пред се за информирање на граѓаните. Македонија е дел од кампањата за борба против говорот на омраза која што се одржува на ниво на Европска Унија. Подигнеме свеста на младите, да станат свесни за негативното влијание кое што говорот на омраза може да го има врз другите личности и како да се справат со тој говор на омраза, како да го препознаат, каде да го пријават. И сето тоа благодарение нели на медиумите кои што им стојат на располагање, на вештините и знаења кои на размени како ова ќе може да ги стекнат. Од Together Македонија најавија дека на 30 јуни ќе се одржи семинар за тоа која е моќта и кои се можностите за вработување во мал бизнис. Еве што донесува светот. Дали Ирак се распаѓа? И за други вести од светот по паузата. Гледајте не. Истакнати македонски кореографи држат работилници во рамките на фестивалот за современ театар и танц. Младиот и талентиран Христијан Спировски со поздрав до гледачите на Тера телевизија. Вечер на фестивалот за современ театар и танц представата Лоло. Телевизијата која е на страната на гледачите од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел, Свето денес, ритамот на градот, Спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Ирак побара од Соединетите Американски држави воздушни напади против борците на ИДИЛ. Американскиот претседател одржа консултации со лидерите на Конгресот околу начинот на американската интервенција во ирачкиот конфликт.
За Барак Обама постои една црвена линија. Тој нема да испрати копнени трупи во Ирак, но настрана од тоа се друго доаѓа во предвид. Американскиот претседател кој се сретна со лидерите на Конгресот и во траење од 1 час во Белата куќа разговараше со нив за состојбата во Ирак. Ги продолжува консултациите за ова прашање. Бунтовниците во Ирак ги заземаа Дел Авла и Саидија, градовите во провинцијата Дијала, а во петокот на 13 јуни продолжија судирите со ирачките сили кај Бакуба, со што се повеќе се приближуваат до главниот град Багдад. Нью Йорк Таймс пишува дека тоа што се случува во Ирак е катастрофа и дека е запрепастувачки што ирачките и американците кои разменуваат разузнавачки податоци се затекнати од брзината со која бунтовниците остваруваат победи, а во војската дезертираат. Како што известува телевизијата Ал Джезира, припадниците на групата на Исламската држава на Ирак и Левантот ги зазедоа градовите Мосул и Тикрит, од кои побегнаа ирачките војници и голем број цивили, а потоа се заканија дека ќе тргнат на Багдад и Кербала. 7 лица се уапсени денеска во акција на турските сили за безбедност во курдското место на југоистокот на Турција, во кое во напад на војската во 2011 година се убиени 30 цивили. Акцијата на турските сили е во врска со минато неделните демонстрации во тоа место во близина на границата со Ирак. На собирот се протестираше поради ослободување на војниците обвинети за нападот во Улдер од 2011 година и против изградбата на воен пат што би поминувал низ таа област. За време на нередите на тој собир едно лице е тешко повредено, додека жителите на Улдер оштетиле воени возила. Во декември 2011 турски авиони го бомбардираа местото, а 34 лица тогаш загина, меѓу кои 19 деца. Курдските политичари ја нарекоа акцијата масакр на цивили. Во почетокот на јануари военото обвинителство ослободи 5 офицери за нападот, а одлуката предизвика бес кај голем број курди. На истокот на Украина во тек е голема борба помеѓу украинските и проруските сили, како немало досега според силата и размерот, изјавиле украинските воени извори. Според тие извори има непотврдени информации дека двете страни во борбите вклучиле и тенкови. Жестоките борби избиле рано утринава во близина на градот Красни Лиман, кој е под контрола на украинските власти од почетокот на јуни, а проруските сили наводно се обиделе да пробијат кордон на владините трупи. Во тек е голема борба која надминува според силата и размерот се што досега беше видено, изјавил воен извор. Според тој извор во судирите учествуваат до 4000 припадници на проруските сили, а на двете страни се најверојатно ангажирани оклопни возила и тенкови. Антитерористичката операција продолжува и борбите се во тек, потврдил портпаролот на владата Владислав Селезнјов. Регионалниот воен клинички центар во Одеса, еден од најголемите градови во Украина, е полн со украински војници ранети во регионот на Луганск и Доњацк на истокот на земјата, пренесува и Тартас. Новиот шпански крал Филипе VI положи заклетва пред парламентот, изјавувајќи дека ќе ги почитува уставот и законите на Шпанија, како и правата на граѓаните и автономните области. 46 годишниот Фелипе стапи на шпанскиот престол ноќеска на полноќ откако кралот Хуан Карлос го потпиша законот со кој тој формално абдицираше по 39 години на престолот, предавајќи му ја круната на својот син. Неколку минути пред положувањето на заклетвата на новиот монарх, Хуан Карлос му го предаде црвениот појас, символот на улогата на кралот како главен командант на вооружените сили на Шпанија. Сепак, според аналитичарите, Фелипе седнува на кралскиот трон во време кога земјата се наоѓа среде длабока институционална криза. Неговата прва задача ќе биде да постигне консензус во земјата и да ја врати разнишаната доверба на монархијата. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија?
Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. В недела на 22 јуни во Битола ќе се случи Fit Up Open Aerobic, најмасовниот аеробик настан во Битола на отворено од 18 па се до 21 часот на отвореното ракометно игралиште. Подгответе се за аеробик, зумба, зумба кидс, таа е бовежбите, но и за подароците подготвени од B-Milk и Fit јогуртот. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Имајте пријатна вечер со Тера.